Go! Да, ова е буквално видеото, но и проектот кој што направија бум изминатава година. Проект кој што беше иницииран од организацијата за која што ќе стане збор во следниве неколку минути. Добро утро им велам на директорите на оваа организација. Имам чест и задоволство да бидат наши гости, господинот Клеј Бутенвер и Джонатан Менгас. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Добро утро. Да им објасниме на гледачите првенствено за видеото за што станува збор. Одлична соработка на македонски пожарникари и американски пожарникари исто така. Да, значи ние сме американска невладина организација Link Across. Имаме исто така подружница тука во Македонија. Имаме проекти во различни сектори и тие се во здравствениот сектор, економскиот сектор, исто така во локални заедници. И ова беше еден наш проект заедно со пожарникари. И тоа беше за одржување интензивен тренинг посебно за нив. Така. Чинам дека бевте гости во Македонија наутро кога стануваше збор за оваа соработка со американските пожарникари и македонските пожарникари. Дали истата со оглед на тоа дека беше успешна ќе продолжи во иднина? Да, значи ние бевме исто така лани на гостување на Добро утро Македонија. И значи овој проект е, како што кажав, одржување на интензивен тренинг и тоа е за укажување прва помош, а исто така одговор при ургентни медицински ситуации, а посебно за пожарникари. Значи лани во мај месец имавме можност 19 пожарникари да обучиме, искусни пожарникари. А исто така оваа година имавме можност 30 пожарникари, нови пожарникари да обучиме. И тренинг опфаќа повеќе теми. И можевте исто така да видите на видео какви теми станува збор. Например, срцево белодробно оживување и реанимација, триажа, одговор во ургентни ситуации каде што има повеќе жртви или каде што има несреќа и така натаму. Значи, и исто така имаме желба да се продолжи во иднина. Така. Кога станува збор за Link Across, може ли да кажеме збор 2 и за долгорочните цели кои што ги имате како организација? Да, значи, јас можам да кажам, например, за овој проект, какви долгорочни идеи или цели имаме, исто така каква визија има. И за ваков проект да успее, многу е потребно да има многу партнери, исто така успешна соработка со нив. Така да јас би сакал да им се заблагодарам на сите наши партнери во овој проект. Тие беа противпожарната служба во Скопје, а исто така дирекција за заштита и спасување, град Скопје и независниот синдикат на пожарникарите во Македонија и исто така предавачите кои ние ги донесовме и за видеото и исто така имаме убави, не само се убави, ама добри вработени кај нас, колеги кај нас,
Сашко Петровски и Михајло Трајковски исто така. Што одлично го сработа. Еве да ги Да. поздравиме сега ако не гледаат и да. обајцата. Може ли да се шернува, да се споделува ова видео на YouTube доколку веќе е ставено? Да, на YouTube исто така мислам дека е на нашата веб страница. Значи ние би сакале овој проект да продолжи во иднината со овие партнери, бидејќи во нашата невладина ние сакаме да вложиме, и ова е како еден пример, ние сакаме да вложиме во знаењето и во способностите на пожарникарите, затоа што ние гледаме дека тие имаат една важна улога во општеството. Так, Џонатан, споменавте дека работите и во економскиот сектор. Тука е проектот за мали бизнеси, кој што можам слободно да кажем дека е еден исто така од поуспешните. За здравството со Клеј ќе зборуваме малку подоцна, бидејќи и таа е опширна тема. Сосема накосо, докаде оди овој проект и колку сте задоволни од истиот? Да, значи имавме исто така можност оваа година да завршиме со вториот круг на бизнес стартап проект, и тоа е каде што ние сакаме да помогнеме на мали бизнеси, ама исто така на предприемачи кои сакат да започнат еден бизнес. А не само било каков бизнес, а исто така бизнесот каде што е економски профитабилен, ама исто така каде што прави нешто за доброто во општеството. Значи, ние можеме да гледаме бизнеси каде што прават или нешто добро, или не вложуваат воопшто во општеството. И ние сакаме да дадеме фокус на тоа дека мора да има некаков бенефит за општеството. Токму така. Јас ќе ги замолам од режија за да поминеме на вториот дел од разговорот, да го погледнеме видеото кое што веќе ни е подготвено и говори за првата помош во градинките, исто така проект на Линка Крост. Два пати лайк за оние кои што се вклучени во овој проект, а ги има многу. Господине Бутемер, може ли да кажеме колку луѓе се вклучени во овој проект за да помогнат на оние на кои што им е најпотребно? Тоа се можеби најмалите. Вклучени се и наставници, вклучени се директори, многу институции, детската клиника, кој ли уште? Дефинитивно. Прво, фала на приликата да бидеме пак гости на оваа емисија. И би сакал прво да изразам голема благодарност до нашите партнери на овој проект, како што кажавте, Универзитетска клиника за детски болести, исто така Швајцарска амбасада во Република Македонија. Без нивната помош не ќе можевме да го реализираме овој битен проект. Преку овој проект веќе се обучени 500 вработени во јавните детски градинки во Република Македонија, во 5 градови. Но денеска би сакал да се фокусираме повеќе на овие видеа, што ги видовме во прилогот. И се работи за 12 видеа, односно 12 теми, на различни теми во педиатриската прва помош. И има вкупно околу 2 сати материјал, значи доста материјал има. Битно е да се потенцира дека целиот материјал и целата содржина е базирана на најновите препораки во првата помош од Американската академија за педиатријата, ама нормално усогласено за употреба тука во Македонија со помош на нашите пријатели во детска клиника. Значи, како што видовте во видеата, значи, се работи за укажување прва помош при задушување, при алергиски реакции, исто така при напади, при крварење, при исеченици, така да многу различни ситуации. Би сакал само да издвојам 2 примери, ако можам, од тоа што еден предвкус од тоа што гледачите ќе гледат во видеата, доколку одат на prvapomош.mk да ги гледат. Првиот пример е едноставен пример, крварење од нос. Порано се мислеше дека кога му крвари на детето носот, треба главата да се навали наназад.
Ама Да, барем тоа нас така не уче. Ама изгледа сите Да. направиле погрешно. Тоа не е препорачливо. Всушност треба нанапред да се навали и да се притиска 3 до 5 минути под коскениот дел на носот. Малце посериозен пример за напади. Се мисли дека треба да се вади јазик, значи кога има напад. Всушност тоа не е препорачливо. Едноставно мора да се легне детето, да се сврти на страна и во таа позиција нема опасност да го голтне јазикот. Така и да се Така да заврши, да. има многу други корисни совети што можат гледачите да ги гледат во овие видеа. Така да срдечно препорачувам секој граѓанин, секој родител, секој учител во Македонија да оди на prvapomoć.mk и да вложи малце време да се обучи на овие теми, бидејќи навистина не знаеш кога ќе ти се најдат. Токму така. Се надевам дека и овие видеа за кои што зборувате ќе имаме можност да ги видиме и на Македонската радио телевизија, но за тоа потоа овие фотографии кои што ни ги донесовте се дел од обуките за пожарникари кои што сега во моментот ги гледаме, ќе може ли малку да ги прокоментираме, Джонатан? Да, значи, како што кажав, имавме можност 30 нови пожарникари оваа година да обучиме и овие се исто така слики од нив, ама исто така од предавачите. Имавме оваа година можност тројца обучувачи да донесеме и има слики исто така од нивните вежби и понатака. И имаше можност исто така учесниците да направат како идеја или вежба за другите, да видат колку научија во целиот процес. Така да ова траеше 9 дена и повеќе од 50 сати, така да станува збор за интензивен тренинг. Така, сериозен тренинг. Да. Ги видовме, господине Бутемер, додека зборувавте и фотографиите од обуките во градинките. Да. Како оди соработката со наставниците, наставничките, со директорите во градинката? Дали тоа најде на отворени врати? Како го прифатија сето? Да. Одлично е прифатен проектот, значи во секоја градинка кај што бевме, мислам имавме многу високи оценки на евалуациите за курсот и мислам дека многу им се најде. И јас би сакал да кажам дека многу ми е мило што сега овие видеа, значи се достапни за секој граѓанин во Македонија, бидејќи тоа беше визијата на проектот, не само да се остане во градинките, туку да допира до секој граѓанин во Македонија. И јас верувам дека во иднината ние ќе слушнеме убави приказни, значи луѓе кои што одвоиле време да ги гледат видеата, да се обучат и кои што во вистинско време, значи ги имале знаењата и вештините за да пружат соодветна прва помош за подобар исход, дури спасен детски живот. Токму така. Да. Какво влијание ќе имаат овие проекти кои што ги работите врз нашето општество, врз заедницата, врз институциите со кои соработувате? Посебно може слободно да кажете и двајците. Да. Како што спомна колегата Джонатан, значи ние веруваме дека клуч во секој еден наш проект е добро партнерство. И многу ни е мило што повеќе години соработуваме со детска клиника, со детските градинки во Македонија. И токму заради нашите добри партнери, јас верувам дека имавме прилика да реализираме битен проект во област на прва помош и верувам дека истото се важи со пожарникарите и со партнерите во тој проект. Така и малите бизнеси, да? Да. Така да нашата визија е да видиме поздрави заедници, поздрави семејства во Македонија и верувам дека овие проекти, како и нашите други проекти, ќе придонесат токму кон таа цел. Да, јас исто така би сакал да спомнам, например, за пожарникари, би сакале, се надеваме дека ние ќе можеме во 2017 година исто така да обучиме една група пожарникари во Македонија и тие да станат обучувачи и веќе имаме наставен план за оваа програма и тие ќе можат со своите колеги да им го пренесат нивното знаење.
Така да ние би сакале во иднината да видиме дека секој пожарникар во Република Македонија е обучен во врска со одговор при ургентни медицински ситуации. А за тоа ќе треба многу труд, ама ќе треба исто така, како што спомна колегата Клед, ќе треба многу партнери и добра соработка исто така. И на сличен начин ние сакаме секој негувател, секој воспитувач во детските градинки да бидат обучени на прва помош. Така да тоа мора да влезе веќе во лиценцирањето на вработените во јавните детски градинки. Токму така. Да. Убаво е да се биде дел или да се биде еден од главните актери на промената која што се случува во институциите, во заедницата во која што живееме. Пишавме дека е успешна година за Линка Крос, пошто ќе ја паметиме 2016-та. Кога ќе се вратиме од јануари, уште не е сосема крај, има уште некои 20 на дена до крајот, меѓутоа на што ве асоцира оваа 2016-та? Што е она капитално кое што го направивте од ваша страна? Да. Па на вистина проектот за прва помош беше огромен проект. Значи, шетавме низ голем дел од територијата на Република Македонија, одејќи во различни градинки, така да јас имам убави спомени, значи од тие патувања во други градови, гостопримството од градинките и од директорите во тие градинки, така да исто така соработката со обучувачите, доктор Мила и доктор Ѓорги на овој проект, така да тоа ќе ми остане како спомен, значи од годината лично. За тебе, Джонатан? Да, јас исто така мислам дека беше успешна година, а јас би сакал да ги поздравам сите наши колеги на работа, Ирена, Сандра, Михајло, Сашко, Дейвид и исто така практиканти имаме Розица, така да бидејќи ова е нашата заедничка работа и сите ние вложуваме во овие проекти, така да ова е успех за нашата невладина, ама успех за секој вработен кај нас. Вистински лидери на вистинско место. Ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Јас се надевам дека оваа соработка на Линка Крос и МРТВ ќе продолжи во иднина. Фала и на вас. Фала. Почитувани, останете заедно со нас, продолжуваме понатаму со промотивната понуда на Македонската радио телевизија.